Клучна институција за заштита на правата на граѓаните со месеци функционира без прв човек, а политички договор за нејзино деблокирање се уште нема. Председателот на собранието Африм Гаши оцени дека неизборот на народен правобранител е недозволив и апелираше до претеничките групи итно да се изнеде политичка волја за избор. На последниот брифинг со новинарите во оваа календарска година, Гаши посочи дека процедурално собранието го направило се она што е потребно, но дека проблемот е во обезбедувањето на потребно двотретинско мнозинство, односно бадентер. Сме затекнати со политичката волја на политичките партии. Знаете дека треба да се изгласа по мнозинство и по голем бадентер, затоа ја користам оваа можност преку вас медиумите да упатам апел до сите политички партии да го одблокираме овој процес, да најдеме решение, да седнат политичките актери да најдат решение. Пред се треба да бидеме совесни кон една многу битна институција како што е Народниот правобранител. Комисијата за избори и именувања го предложи Фатон Селјами за народен правобранител. Владеачкото мнозинство располага со доволен број пратеници за избор, но не и со потребното бадентирово мнозинство, поради што гласањето останува неизвестно. Во меѓувреме, вчера вработените во Народниот правобранител апелираа дека институцијата е во сериозна финансиска и функционална блокада. Откако од јули по пензионирањето на омбудсманот Насер Зибери, собранието се уште не е избран нов раководител. Тие посочија дека 3 месеци не се плаќа кирија, а од јануари 2026 година постои ризики да нема исплатени на платина на придонеси, што може целосно да ја парализира институцијата. Правителите предупредуваат дека без избор на народен правобранител не може да се обезбеди законско функционирање и заштита на правата на граѓаните. Гаши оцени дека од државен аспект е несериозно ваква институција да остане без раководство и најави дека ќе вложи личен напор за надминување на состојбата, а доколку не се постигне договор, да се бараат алтернативни решенија за решавање на проблемот. Покрај изборот за народен правобранител, Гаши се осврна и на изборот за нови членови на судски совет, односно законот за судски совет. Тој најави дека постапката ќе продолжи согласно новиот закон за судски совет, кој треба да биде донесен во вторник на 30 декември. Се надеваме дека штом ќе се избере, веднаш ќе имаме можност да го комплетираме составот на судскиот совет. Чекаме предлози од председателката, но исто така ние како собрание, Комисијата за избори и именувања може да предложи член, така да се надевам многу дека веднаш од вторник натаму ќе можеме да пристапиме кон до комплетирање на составот на судскиот совет. Во однос на измените на кривичниот законник, председателот на собранието најави дека тие ќе се најдат на дневен ред во јануари и дека тоа е во редовна постапка. На брифингот беше отворено и прашањето за анкетна комисија за случајот Кочани. Иако постапката е формално започната, комисијата се уште не е конституирана, бидејќи партиите се уште немаат доставено предлози за членови, а со тоа нема избрани председател, кој согласно процедурите го предлага опозицијата. Без комплетиран состав останува неизвестно кога комисијата ќе започне со работа.